Повеќе од јасна е намерата на ВМРО ДПМН преку напади врз Зоран Заев да се обидува да го свртува вниманието на јавноста од доказите за криминалното владење на својот лидер и неколку луѓе од оваа партија. Целата струмичка јавност знае дека пазарот Чешел е дело на Зоран Заев, општина Струмица, јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец, и дека истиот ги има сите неопходни услови за нормално функционирање. Овој пазар има потребната инфраструктура, водовод и канализација, тезги, соодветна цврста подлога на целата површина, а истиот е и соодветно ограден. Се поставува прашањето дали господинот Зоран Пакетов е скаран со терминологијата кога зборува за некакви субстандардни услови. Значи ли тоа дека скоро сите пазари во градовите во Македонија раководени од кадри на партијата на Пакетов работат во субстандардни услови само затоа што не се покриени? Пакетов и ВМРО ДПМН многу добро знаат дека Струмица го има првиот покриен пазар во државата, а со Чешел ќе го има и вториот, додека за другите градови тоа е само мисловна именка. Покривањето на пазарот Чешел досега не било приоритетно прашање и затоа ветување ќе биде реализирано до 2017 година. И додека пазарите во Струмица непречено функционираат, ќе беше добро Зоран Пакетов и ВМРО ДПМН на одговорот на прашањето каде е пазарот што владата предводена од таа партија веди дека ќе биде изграден во Струмица. Струмичани се сеќаваат на ветувањата на Миле Јанакиевски и Зоран Ставлевски за изградба на таков пазар, за што беше донесен и урбанистички план. Уште еднаш прашуваме, каде е пазарот, господине Пакетов?